да земе збор, да им се обради на присутните и да им врачи наградата 11 октомври на добитниците. Почитувам председателя на Република Македонија, почитувам председателя на Събранието на Република Македонија, почитувам председателя на владата, почитувам по-речни председателя на Република Македонија, почитувани гости, министри, пратеници, дами и господи. И оваа година, како многу пати досега, на високиот законодавен дом на Република Македонија, на македонската држава, широко ги отвори своите порти, за да ни удостои сите нас собрани овде да му дадеме почет на нашиот возвишен празник 11 октомври, но никогаш не заборавна историја. Република Македонија со векови била епицентар на настаните што се случувале на Балканот и пошироко. Македонија создаде богата ризница на културни вредности на кои можат да им позавидат и многу поголеми нации од нас. Постана извориште на словенската присведност и традиција, обстојуваше долго, обстојува и денес како суверена и независна држава, ќе обстојува и во иднината. Борбата на македонскиот народ за собствена држава траеше. Особен придонес на незиниот развој секако дава знаењето, дарбата, умењето, при што сето тоа на соодветен начин се вградува во развојот на нашата наука, нашата култура и уметност, во севкупниот наш материјален и духовен развој. Доделувањето на ова невисоко обштествено признание сведочи за континуитетот на творечкиот дух на нашиот човек, но и за грижата на државата да го верификува тоа и истото да го потигнува. Во исто време, овој чин сведочи дека творештото и творечкиот дух на нашиот човек не запира тука, туку продолжува и понатаму, со што се придонесува кон исполнување на возвишените идеали и на творците, но и на државата на која им припаѓа. Празнувањето на творештото е празник на душата на секој граѓанин во Република Македонија. Затоа, денешното наше празнување, својата висока и трајна символика има во синтезата на овој светол ден 11 октомври, но големината на нашиот дух, пресувајќи се од неспокојот на творечкиот дух, на исклучителен начин, преку знаењето им се спротивставувале на сите предизвици пред кои што се наводила македонската држава. Таа сила проверува и денес, ќе продолжи и понатаму и истата ќе придонесе за уште поголема афирмација на нашата држава, која што се стреми и влегува во европското и светското семејство на народите. Дами и господа, а сега сакам да истекнам дека на конкурсот за наградата беа пријавени повеќе кандидати. Сите тие се познати, признати, престижни луѓе во Република Македонија, кои што имаат постигнато високо ниво во областа на својата дејност, со што одборот оваа година за долгогодишни особено значени остварувања во областа на науката и образованието, наградата се доделува на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков оваа година ја обележува 50 годишнината од своето основање. Во овој полвековен период, институтот израсна во наша врвна и единствена институција, каде што систематски и тимски се проучува целокупната проблематика од областа на македонскиот јазик, од најстариот период старословенскиот па до современата состојба. Во овој временски пресек, институтот се представи пред научната јавност во земјава и во светот со повеќе фундаментални проекти. Тритомниот речник на македонски јазик, големиот правопис на македонскиот литературен јазик, интенцијално-синтаксичкиот речник во 6 тома, речникот на јазикот на народната поезија во 4 тома, речникот на црковнословенскиот јазик од македонска редакција во 5 свески, македонскиот дијалектен атлас со 30 на фонолошки описи на главните дијалектни бази, речникот на презимињата кај македонците со етимолошки толкувања во 2 тома и друго. Институтот ги издава списанијата Македонски јазик и македонистика, како и неколку постојани едици, посебни изданија, стари текстови и јазикот наш насушен. Големо богатство на институтот представуваат богатите фондови и картотеки со граѓа од разни области на македонскиот јазик, собирани макотрпно. Одделните картотеки, бројот на повеќето милионски едици овозможуваат нивно користење за разни проучувања во иднина, со што тие представуваат голем национален трезор. Ја поканувам господја Снежана Веновска-Антевска, директор на Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, да ја прими наградата 11 октомври.
За долгогодишни особено значајни остварувања во областа на науката и образованието, наградата се доделува и на професор доктор Љупчо Едински, дефектолог. Професор доктор Љупчо Едински е синоним на грижата на нашето општество за децата и младите со пречки во развојот, нивната интеграција во процесите на образованието и третман во социјалната и во здравствената сфера. Професор Едински е зачетник на дефектолошката мисла во Република Македонија и една од најкомпетентните личности кои со својот професионален авторитет успеа да го создадат носечкото научно јадро од областа на специјалното образование на младите и децата. Во историјата на македонското образование останува фактот дека професор доктор Љупчо Едински е основоположник на првата високошколска институција за едукација на кадри од областа на дефектологијата и темелувач на современите теоретски основи на оваа наука кај нас. На тој план публикувал повеќе научни трудови кои афирмираат современата дефектолошка мисла и практика. За името на професор доктор Љупчо Едински е врзан многотрпен и високопрофесионален 50-годишен труд на непосредно ангажирање во сферата на социјалната заштита, социјално-хуманитарните дејности и третманот на децата и младите со хендикеп во процесите на образованието. Неговото дело остава белен врз визиономијата и хуманиот третман на општествената заедница кон лицата со хендикеп, што во цивилизацијска смисла подразбира однос кон сопствената свест. Го поканувам професор доктор Љупчо Едински, дефектолог, да поведе да ја прими наградата 11 октомври. За долгогодишни и особено значајни остварувања во областа на културата и уметноста, наградата 11 октомври се доделува на Тале Огненовски, виртуоз на кларинет. Тале Огненовски 6 децении го трасира својот уметнички пат од првите осознаени никунци за собствената музичка дарба до сенародно омилен и безрезервно признат национален уметник. Тале Огненовски музицира на кавалче, односно кларинет, цели 50 години. Тој со ретко обемно и по квалитет речиси незаменливо уметничко творештво и присуство на програмите на радиото и на телевизијата од 1948 година. Неговите тонски записи и секој негово исполнување остануваат скапоцени, уникатни со трајни уметнички вредности за нашата култура. Тале Огненовски мисиот свој уметнички од се изградуваше и израсна во вистински виртуоз и уметник. Тој оформи собствен стил на интерпретирање на творби, при што до посебен израз доаѓаат неговите инвентивни импровизации. За наградата 11 октомври да ја прими наградата.